Секое лето, колку што се радуваме конечно да отидеме на долго заслужениот одмор, толку и се превртува стомакот доколку одиме во шпицот на сезоната и треба да минеме неколку гранични премини. И оваа година туристите се жалеа дека и по 5, 6, 7 часа се чекало на граничните премини за влез или за излез од Македонија. Сите овие работи, гужвите на граница иритираат, ги нервираат возачите, сите прашуваат зошто на нашите граници се чека толку време. Еве зошто. Процедурите за минување на македонските граѓани и на оние со кои што Македонија има некаков договор се многу едноставни, односно се проверува личната карта или пак пасошот, единствено што се проверува е само дали е валиден, да не е фалсификуван и дали е важечки, нормално да не е истечен рокот на пасошот. Но во законот со кој што се регулираат минувањето на граничните премини, контролите и така натаму, во член 14 и член 15 и член 16 се уредуваат процедурите за македонските државјани и за државјаните на третите земји. Од оваа страна може да видите во неколку пасошчиња се процедурите за македонските државјани, значи кратко трае процедурата по минутка-две на граничниот премин, додека ова е процедурата за странски државјани. Овде полицајците на граничниот премин имаат повеќе работа, значи освен што треба да ја проверат патната исправа, проверуваат дали имаат виза, дали имаат доволно средства за да го финансираат својот престој додека се во земјава и да се вратат дома. Дали има фалсификувана, дали е фалсификувана исправата, дали печатите, штембилите кои што се во пасошот се релевантни, односно да се изброи дали него надминале случајно дозволениот престој и така натака. И овие процедури за странските државјани нормално повеќе траат. Што се случува на Табановце, да речеме, еве и на Богородица, за овие странски државјани сите чекаме во една лента и сега македонските државјани или оние од Србија или од Отворен Балкан ќе минат за 1 до 2 минути, додека овие странски државјани, австрици, турци и така натака може да се задржат и по 15 на минути некогаш кај граничарите и тоа прави дополнителна гужва. Кога сме кај законот? Законот предвидува дури и сега. Можеме еве да видиме следниот член кој што предвидува одредување на посебни сообраќајни ленти. И сега, македонскиот закон, член 20, предвидува на оние гранични премини, каде што ќе се оцени дека е потребно и каде што тоа го дозволуваат условите, може да се определат посебни сообраќајни ленти наменети за државјаните на Република Македонија, за државјаните на Европската унија, како и за државјаните на трети земји. И таквиот режим на сообраќај треба да се применува со тоа што државјаните на Република Македонија ќе можат да ја користат било која сообраќајна лента, а не само онаа која што за нив е определена. Ова е одлично, меѓутоа каде се јавува проблемот? Проблемот се јавува кога се искористине сите и кадровски и просторни можности за да се отворат нови ленти, односно бројот на полицајците, бројот на граничарите кои што се на работа е тој и да се отвори друга лента или пак нема воопшто дополнителни ленти кои што може да се отворат зависно од големината на граничниот премин, но сепак законот го предвидува. Законот предвидува уште една работа, а тоа е скратување на процедурите за менување на границата, доколку во законот стои дека доколку е енормна гужва, посебно во шпицот на летниот период, граничарите можат да ги скратат процедурите за минување на границата со цел луѓето да не мора да чекаат со часови. Кога сме кај законот, Македонија во рамките на иницијативата Open Balkan од неодамна отвори посебна лента за камионите, односно за бизнисот од Open Balkan, за да не мора да чекаат заедно со останатите камиони кои што треба да минуваат низ нашата земја. Значи, олеснета е процедурата, пократко трае и олеснета и пократко трае. Прашањето е сега. Упатуваме иницијатива, апел до владата. Дали може би се размислува за отварање на лента за Open Balkan на сите гранични премини кои што се членки на оваа иницијатива за граѓаните на Open Balkan. Значи посебна лента и во Србија, и во Македонија, и во Црнагора, и сите оние кои што се членки или ќе бидат во иднина членки, да може нашите граѓани да ги минуваат овие граници со олеснета процедура и во посебна лента, да не чекаат заедно со сите останати странци. Се упативме до владата со оваа иницијатива, дали се размислува на сето ова и дали може би нашата влада би сакала да биде иницијатор на една ваква иницијатива па да се реализира до идното лето. Идното лето веќе да не мораме да гледаме вакви гужви. Се обративме до владата, како што реков, еве што официјално ни изјавија.
Со одлука на владите на Северна Македонија и Србија, воведувањето на One Stop Shop го скрати времето на чекање на патниците. Граничните премини се целосно премени и функционални. Сепак, во текот на годината, како и на сите гранични премини на целиот континент, се јавуваат тесни грла, кога обемот е десетици пати зголемен во однос на годинешниот просек, кој се должи на годишните одмори и транзитната рута која минува низ нашата земја. Во овој момент се работи на спроведување на One Stop Shop и на граничниот премин Пелинце, со што ќе се распредели сообраќајот на две места. Со отворен Балкан, чекор по чекор се отстрануваат пречките и бариерите на граничните премини. Да се надеваме дека овие гужви кои што ги имаме сега, 5 часа чекање ќе бидат минато. Се надеваме дека оваа иницијатива, оваа емисија нека биде еден апел до земјите од иницијативата Отворен Балкан, да им олеснат на своите граѓани да можат полесно да стигнуваат до своите омилени летни туристички дестинации.